музичка, диамантска, сложувалка на радио, FM врева на Радио Слободна Македонија. Така и феврива на Слободна Македонија 8 минути по 15 часот назад во студиото се разбира со мојата почитувана гостинка Ивана Нолчева Плавевска од Авалон продукција. Зошто Ивана гостинка во студиото? Заради тоа што на 5 ноември, значи за 4 дена од сега во ВИП арената при спортскиот центар Борис Трајковски, рок легендата Јан Гилан, еден од највпечатливите светски вокали на сите времиња, доаѓа со уникатен концерт во Скопје, Република Македонија. Не му е прв пат, втор пат му е, а и не Ивана не е прв пат во феврива на Слободна Македонија. Здраво, Ивана. Здраво, Елена, благодарам за поканата и поздрав до сите слушатели на Радио Слободна Македонија. Благодариме многу. Јан Гилан, значи, по втор пат доаѓа во Македонија, по втор пат доаѓа во Скопје. Сега кога доаѓам, до каде се подготовките за концертот и ајде ситни деталчиња очекуваме. Така како што напомена и ти, славниот водач и пејач на хард рок групата Deep Purple, на култните Deep Purple, господинот Јан Гилан на 5 доаѓа повторно пред македонската публика. Значи по 10 години Јан Гилан ќе го видиме повторно оваа сабота, за разлика од неговото претходно гостување, како што реков. На овој концерт Јан Гилан настапува придружуван од бендот на Донери и со учество на оркестарот на Македонската филхармонија. Значи најдобрите хитови на Deep Purple ќе ги слушнеме во една пораскошна варијанта, да речам. Концертот ќе биде под диригентската палка на британецот Стивен Бентли Клайн, кој е автор на аранжманите за композициите кои ќе бидат изведени. Така. Со овој музички проект на Гилан во Скопје ќе прозвучат сите, како што напоменав, најдобри хитови од Deep Purple во една поинаква варијанта. Овој концерт е уште еден од серијата концерти што Авалон ги направи оваа година. Знаете, имавме историска година овој пат. Најпрвен би сакала да истакнам дека многумина ни забележуваа што немаме класичен рок концерт, па еве излезе прилика овој концерт на Јан Гилан да биде еден задоволителен апетит за слушателите. Така, не е класичен, значи да се разбираме. Јан Гилан не е класичен рокер, музичар, легенда, звездена фигура во историјата на музиката, меѓутоа концертот во никој случај не е класичен и покрај тоа што ќе се случува со Македонската филхармонија, значи спој на рок и на класика, така, и рок музика, и навистина со нетрпение очекуваме да уживаме во она што престои на 5. Ја мислам дека публиката ќе свати колку овој човек има потенцијал уште да возбудува публиката и во тоа ќе се уверат во сабота. Така, интересот е огромен. 45-та година е роден, само да подсетиме, значи има 71 година и се уште активно настапува, а минатата година настапил во 48 земји. Така е, и сите му се распродадени. Така. Дали овој концерт распродаден? Овој концерт, па така, веќе поголем капацитет, партерот ни е целосно распродаден, остана уште мал број на карти за трибините. Како што кажав, имаме огромен интерес за концертот, па порачувам на слушателите на публиката да побрзаат со карти. Така. Јан Гилан кога доаѓа во Скопје, заради тоа што треба да се подготви и треба да си ги сконцентрираат силите со Македонската филхармонија, малку да повежбаат. Колку дена пред концертот ќе дојде во Скопје? Доаѓа на 5 он, бидејќи ден предходно има концерт во Софија. Така, потоа на 7 исто Авалон го прави истиот проект во Белград, во Сава центар. И она што можам да го истакнаме дека музичарите имаат многу технички барања и перфекција на звук, така да се сконцентрираме само на тоа. Така, се концентрирате на звукот. Ајде малку да се сконцентрираме на Јан Гилан, звездена музичка фигура. Како вистинска звезда, дали имаат звездени побарувања од вас? Па, би кажала дека колку е звездата поголема, толку неговите барања се поскромни. Значи нема нешто посебно во неговата рајдер листа, да има многу вода, да има природни сокови и тоа е. Од македонското поднебје или нешто специјално? Што ќе биде донесено од Запад, например? Не, ништо. Made in Macedonија. Браво, вистинска скромна музичка величина. Сега интересно е што Папа Легал ќе бидат предгрупа на концертот. Така, тие тука е неговата ќерка.
Така, токму така, тоа е неговата ќерка Грейс, која пее во бендов Папа Легал. Овој бенд го придружува Гилан на сите настапи во рамките на оваа турнеја. Папа Легал е релативно нов бенд со, како што кажуваат критичарите, со светла иднина и одлично ќе кореспондира вака оваа група за настапот на Јан Гилан во Скопје. Така. Јан Гилан, значи, ќе ги изведе Smoke on the Water, Black Night, Perfect Stranger. Ова се 3 композиции кои што се наведени. Знаеме ли кои се теми од репертоарот, обемниот на Deep Purple ќе бидат изведени и ќе прозвучат пред македонската публика заедно со македонската филхармонија? Изненадување за публиката, да се увери дека навистина па голем дел од тие најпознати хитови на Deep Purple ќе бидат изведени во едно така поинакво руа. Така. Ивана, дали ќе има по концертот на Бис, може би сешн, дали некој од музичарите на македонската филхармонија ќе излезат заедно со Јан Гилан да отсвираат нека легендарна композиција на Purple? Дали нешто се шушка тука дека е возможно некој такво изненадување? Ќе видиме. Добро, здравје, Боже, ќе видиме, премногу е мистериозна Ивана денеска во ФМ Врева. Значи, Папа Легал ќе бидат предгрупа, не знаеме што ќе се случува по концертот и само да објасниме колку тоа точно ќе трае 90 на минути или пак може би нешто помалку. Настапот на Гилан е предвиден за 90 минути. Како ќе биде тој расположен за повеќе да отпее, останува да видиме во сабота. Така, значи, кога ми гостуваше директорката на Македонската филхармонија, таа рече дека ги добиваат периодично, спорадично партитурите и дека на големо вежбаат за концертот со Јан Гилан, докаде сте со оној дослух со музичарите. Дали се тие премногу возбудени што ќе настапуваат за една музичка величина, заради тоа што и директорката на Македонската филхармонија објасни на пресот дека повеќето од музичарите во Македонска филхармонија всушност се огромни фанови и поклоници, но и воедно учеле од се што представува Јан Гилан во светот на музиката. Што да очекуваме од Авалон продукција во продолжение по концертот на Јан Гилан? По концертот на Јан Гилан на 7 ноември одиме во Белград со истиот проект, потоа на 10 ноември Пласибо ги носиме во Загреб, да напоменам дека тој е единствениот концерт на Балканот, така 20 годишнина. И за 3 декември како заокружување на оваа година ги имаме со 3 целовечерни концерти. На првиот All You Need Is Love Day, Бајаг инструктори, Прљаво казалиште Ареа и Opening Card ги имаме трибитот на ИКВ бендот. Одлично, одлично. Благодарам многу за гостувањето во ФМ Врева на Слободна Македонија. Благодарам на поканата, се гледаме во една прилика. Така, а сите ние се разбира со нетрпение очекуваме да уживаме на 5 ноември во Випарината при спортскиот центар Борис Трајковски. Рок легендата Јан Гилан, една од највпечатливите светски вокални имиња на сите времиња, доаѓа со уникатен концерт. Тој со песници на Deep Purple ќе и се поклони на македонската публика, придружен од крилјата на Македонската филхармонија. Музичка, диамантска, сложувалка на радио. ФМ Врева на Радио Слободна Македонија.